Тешката економска состојба на населението во Македонија, насилствата и теророт од страна на разбойнички банди, доселувањето на мухаџирите, пропагандите на соседните држави и нерешавањето на македонското прашање од страна на големите сили, го натерале народот во Македонија да се организира и да почне сопствена политичка и вооружена борба за создавање на своја држава. Во 80-тите години на 19-тиот век, на територијата на Македонија веќе постоеле ајдучки вооружени групи кои биле предводени главно од македонски интелектуалци, во прв ред учители, но тие биле некоординирани, немоќни да преземат посериозни акции или да вршат политичко влијание кај соседите или големите сили. Поради тоа, во Македонија природно се појавила потреба од организирана форма на дејствување за реализација на единствена цел – слобода на Македонија. 6 македонски интелектуалци на 23 октомври 1893 година во Солун се состана и ја создадоа Македонската револуционерна организација. Тие се Христо Татарчев, Даме Груев, Петар Попарсов, Христо Батанџиев, Андон Димитров и Иван Хаџи Николов. На основачкиот состанок е решено организацијата да биде тајна, во неа да може да членува секој жител на Македонија кој ќе ја прифати целта на организацијата. На основачкиот состанок избран е Централен комитет на чело со Христо Татарчев, кој бил председател, и Даме Груев како секретар. Петар Попарсов бил задолжен да изработи нацрт, програма и устав на организацијата. Многу брзо се вклучија интелектуалци кои беа прогонети од српските и екскирските училишта, а целите на организацијата беа прифатени од напредното граѓанство и занаетчиите. Меѓу првите кои се вклучија во организацијата беа Ѓорче Петров, Гоце Делчев, Пере Тошев, Јане Сандански, Христо Узунов, Лазар Поптрајков и други. Нивното членство во организацијата предизвика масовно зачленување во организацијата и на селско население. Со оглед на тоа, што добар дел од членовите на потесното водство на организацијата биле учители, тие со учителствувањето ја ширеле идејата на МРО и зачленувале нови членови на организацијата. Летото 1896 година се одржа конгрес на МРО во Солун. На конгресот учествувале 16 делегати. Гоце Делчев и Ѓорче Петров биле задолжени да подготват нов устав и правилник на МРО. Во овој конгрес решено било седиштето на Централниот комитет да биде во Солун, дејноста на организацијата да се прошири и на Одринско, територијата на дејствувањето и на организацијата да се подели на револуционерни окрузи, и тоа Солунски, Битолски, Скопски, Серски, Струмички и Одрински. Окрузите да се делат на помали организациони единици, наречени околии, да се организира задгранично представништво на организацијата во Софија. Со новиот устав, МРО се преименува во Тајна македонско-одринска револуционерна организација или ТМОРО. Највисок орган на ТМОРО е Конгресот, на кој се избира Централен комитет со седиште во Солун. Воспоставени се и револуционерна власт со тајна полиција и револуционерен суд за решавање на споровите. Организирани се и околински револуционерни чети на чело со војводи. Исто така организирана и тајна пошта, курирска служба и селски чети со повремена активност. Задолжен за создавањето на вооружените чети на МРО бил Гоце Делчев. Познатите пароли на МРО се слобода или смрт и Македонија за македонците. Значењето на создавањето на МРО е тоа што таа е организирана форма на борба на целата територија на Македонија со единства цел – автономија на Македонија. Нешто битно друго да се каже дека организацијата низ различни периоди имала различни имиња. МРО, ТМРО, ВМРО, ВМРО, ТМОРО и други. За да не се потенцира секогаш целото име на организацијата, се употребува само кратенката МРО, која се однесува на сите периоди. Значи не станува збор за различни организации, туку за истата МРО, кој го менува името.
Освен борбата против османлиското робство, МРО има решителен став да се бори и против пропагандите на соседните држави. Поради тоа, за да се оневозможи ваквата борба, во 1895 година во Софија од македонски имигранти, приврзаници на големо бугарската државна политика, создаден е така наречениот Македонски комитет. Неговата цел е да се уфрли во водството на МРО и да го афирмира бугарскиот карактер на Македонија. Председател на Македонскиот комитет бил Трајко Китанчев. Од 1895 година Македонскиот комитет се преименува во Врховен Македонски комитет, ВМК, начело со бугарскиот генерал Данаил Николаев. Со дејствувањето на ВМК се внесува забуна кај македонското население и кај членството на МРО, затоа што ВМК пропагира дека македонците се бугари и дека Македонија треба да се присоедини кон Бугарија. ВМК создава и свои вооружени чети кои веднаш започнале со дејствија на територијата на Македонија и Одринско. Врховниот комитет успева да собере приврзаници од самите македонци, членови на МРО, со што доаѓа до поделба кај самото членство во МРО. Приврзаниците на македонската струја и поддржувачите на Централниот комитет биле наречени централисти, а приврзаниците на Врховниот пробугарски комитет се наречени врховисти. Начело на ВМК во 1899 година застанал Борис Сарафов и единствено тогаш со силни заложби на задграничното представништво на МРО се почувствува затоплување на односите со МРО, но за кратко, затоа што Сарафов не бил пробугарски послушник, па бил сменет со бугарскиот генерал Иван Цончев. Од 1900 година ВМК го менува името во ВМОК, Врховен Македонско-Одрински комитет. Во есента 1902 година во Горна Џумаја, денешен Благоевград, ВМК организирал и кренал неуспешно востание, Горно џумајско востание, кое завршило погубно за МРО. Во ова востание, османлиските власти интензивно вршеле претреси и ја откриле организационата структура на МРО, заплениле оружје, документи и заробила дел од членовите на високите органи на МРО. Во неколку провали, уапсени биле Пере Тошев, Христо Матов и Христо Татарчев, сите членови на Централниот комитет на МРО. Потоа, Бугарија организирала инфилтрирање на своји експоненти, врховисти, за придобивање на раководните личности на МРО, за креање на неподготвено востание во Македонија и нејзино ликвидирање како самостоен политички фактор. Најголем борец против четите и политиката на Врховниот комитет бил Јане Сандански. Тоа било постигнато на Солунскиот конгрес на организацијата и за жал било донесено решение за кревање на востание во отсуство на Делчев, Даме Груев, Ѓорче Петров, Сандански и други водени личности кои велеле дека се уште било прерано за кревање на востание. Смртта на Делчев, неприкосновениот водач на МРО, кој загинал во борбата со османлиските воени сили на 4 мај 1903 година и по предавство од врховистите го забрзала почетокот на востанието. Подоцна, во село Смилево, била донесена одлуката за кревање востание од страна на Конгресот на Битолскиот револуционерен округ и востанието раководено од главниот востанички штаб започнало во Илинден на 2 август 1903 година.